إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Ние бивнилахи таала ќе продолжиме со ново поглавие од оваа изворена книга, таа е книгата на монотеизмот, Китабу Таухид, од авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И во ова поглавие велит авторот рахимахуллах: баб ма джаа фи химајати al-Мустафа џанаб at-Таухид ва саддихи куллу тариқин юсилу иля ширк. Ова поглавие го има наречено авторот рахимахуллах аргументите што се дојдени во врска со заштитувањето од страна на пегамберот алейхи салату вассалам на границите од таухидот. Значи, во врска за заштитувањето на границите од таухидот, од кого? Од пегамберот алейхи салату вассалам, и затворање секоја врата, односно секој пат што го носи човекот во ширк. Шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах велит во неговото објаснување дека и во минатите поглавија исто збореше авторот рахимахуллах во врска со претерувањето во врска со гробовите. И исто збореше дека не е дозволено да се обожават Аллах субханаху ва таала покрај гробиштата. Зошто овие се сите патишта и врати кои носат во ширк. И затоа, токму затоа, пегамберот алейхи салату вассалам ги затвораше сите тие врати, сите тие патишта и патчина што може човекот да го внесат во ширк, ги затвораше, и тоа оддалеку. Оддалеку ги затвораше, за да не дојд до приближување на тие врати. Ова повторување, односно слични поглавија, велит Шейх Фаузан хафидахуллах, дека немој да се чудите од сличните поглавија. Зошто? Зошто оваа тема е врвно важна. Зошто овај умметот на пегамберот алейхи салату вассалам, кога се појави суфизмот во овај уммет и паднаа во ширк луѓе кои се нарекуваат муслимани, се токму во овие работи, во претерување со кабурите, со гробовите. Значи, колку и колку луѓе имат што имаат паднато во ширк во овие меселиња. Значи, меселината, обожавање на Аллах субханаху ва таала до еден гроб, или земање на гробовите за место на обожавање, градење џамии над гробовите, се тоа се има појавено со појавувањето на суфизмот. И оваа болест го имат овај уммет опфатено. И затоа е многу важно да алимите овие теми да ги зборат и да ги предупредуваат муслиманите од овие фатални грешки. Грешки кои го ваѓаат човекот од верата. И затоа вели Шейх Фаузан хафидахуллах, е многу важно да научнаците, оние кои бараат знаење и оние исто кои се занимаваат, да тие да предупредуваат од оваа работа, не да молчат. Зашто молчењето носи до работи да се појавуваат и да се шири незнаењето. Кога алимите молчат, кога тулабул илм, значи барачите на знаење, студентите на знаење молчат и не ги објаснуваат овие важни теми, тогаш се појавуваат и се шири незнаењето. И се шири исто ширкот. Затоа, значи, е многу важно да овие теми да се значи тематизираат
и да се објаснуваат. Вели тука шейх Утемин рахимахуллах, се овде дојде ел Мустафа. Значи, кој е тука Мустафа? Пегамберот алейхи салату вассалам. Значи, Мустафа значи преведено избраниот. Значи, оној кој го избрал Аллах субханаху ва таала. И Аллах субханаху ва таала имат неколку избрани. Значи, од мелачината, од пегамберите, од искрајните луѓе, од доброчителните луѓе, но најдобар во нивните редови, најизбраниот е Мухаммед алейхи салату вассалам. Пегамберот салаллаху алейхи васелам. Значи, има дојдено аргументи кои специфично покажуваат како пегамберот алейхи салату вассалам ги затворал вратите и патеките кои водат во ширк. Ги затворал. И вели шейх Утемин рахимахуллах дека оваа работа, значи ширкот, не е мала работа. И кога збориме за малиот ширк, зошто? Аллах субханаху ва таала вели: "Инна Аллаха ла јагфиру ан јушрака бих, ва јагфиру ма дуна залика лиман јаша." Значи, Аллах не опростува да му се прави на него ширк. И опростува се што е она под ширкот. Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах вели дека тука исто е содржан малиот ширк. Зошто ширкот е спомна тука општо, без правење разлика на голем и мал ширк. Што значи дека ова работа е многу опасна. И не сме да се земи, значи, со лесност. Зошто? Значи, вели шейх Утемин рахимахуллах, ширкот го расипува срцето и ниетот на човекот. Значи, му го расипуваат срцето и му го расипуваат ниетот негов. И кога ниетот негов, намерата негова е расипана, тогаш делото исто ќе биде расипано. Нема да биде прифатено, зашто значи намерата негова во срцето е расипана. А за да биде делово правилно, треба да биде намерава искрајна. Со намера само за Аллах субханаху ва таала. А кога е така, значи, во овај случај тука, тогаш кога намерата е расипана, така и делата исто следат, значи, на таа намера и се расипани, односно уништени. Во врска со ова поглавие го спомнува шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, првиот аргумент, а тој е Аллаховиот говор: "Лaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Велит Аллах субханаху ва таала: "Ви е дојден вас еден посланик, еден пратеник од вашата средина или од вас. Азизун алейхи ма аниттум." Значи, нему му паѓа тешко за вашите тешкоти. И овде, значи, кога читаат тука кај нас тие ефендиите, и го читаат овај ајет: "Лaqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma anittum harisun." Значи, ова му расипува тотално значајноста и контекстот на ајетот. Ова кажа дека тие не го разбираат ајетот. Апсолутно. Значи, застанување кај азиз, значи, min anfusikum aziz, ова значи нема никакво значење тогаш. Зашто азизун алейхи ма аниттум, значи нему му е тешко поради вашите тешкоти, поради оние работи кои вас не ви се значи лесни, кои ви ствараат тешкотија. Значи то азизун алейхи ма аниттум, харисун алейкум, и тој е, значи, се грижи за вас, тој е пазлив спрема вас,
Bil mu'minina raufur rahim. Znači, to je mil i sočusljiv со верниците. Значи, пекамберот алейхи салату вассалам ги имат Аллах субханаху ва таала опишано дека тој е мил и сочувствив со верниците. Фаин таваллау, ако ти освртат грбот, ако се оддалечат од тебе, факул хасби Аллах, мене ми е доволен Аллах субханаху ва таала, ла илаха илла ху. Никој нема право да биде обожаван освен еден единствен Аллах субханаху ва таала, алейхи таваккалт. Значи на него се потпирам, односно се наслонувам на Аллах субханаху ва таала, ва хуа раббул аршил азим. И тој е навистина господарот на огромниот арш. Тој е значи господарот на огромниот арш. Велите имам Уфемин рахимахуллах тука, значи дека во врска со мин енфусикум, од вашата средина. А имите на тефсир, овај дел, овај ајет, тумачено со две тумачења. Првото тумачење од вашата средина, значи арапите. Значи од средина на арапите. А другото тумачење, и велите имам Уфемин рахимахуллах, дека тоа е по правилно, а тоа е дека тој е од видот на луѓето, од видот на инсанот. Значи тој не е мелаче, не е џин, туку е инсан, човек. И тогаш значи сите се овде опфатени. Значи тој е од луѓето. Значи дали се тие луѓе арапи, дали се тие бели, црни, жолти, кафеави, од Африка, од Азија, од Европа, значи од видот на луѓето. Значи не е ни мелаче, не е ни значи џин. И затоа значи ова е еден исто аргумент е за против оние луѓе кои велат кога му идело на пекамберот алейхи салату вассалам објавата, излагал од неговиот инсанлок. Значи од неговото човечанство. Значи не бил тогаш човек пекамберот, туку бил нешто меѓу мелек и човек. Но Аллах субханаху ва таала вели: "Лaqad ja'akum rasulun min anfusikum." Значи вас ви е дојден пратеник. Од кого го пратил? Го пратил Аллах субханаху ва таала. И овде имат значи потврдувања, три потврдувања. Laqad на арапски laqad, кад значи овде Аллах субханаху ва таала се колнење. Лам потврдуваат. Кад потврдување. Значи три потврдувања дека тој вистински пекамбер. Значи оваа реченица лaqad ja'akum rasulun, вас ви е дојден пратеник, значи оваа реченица е потврстена со три потврстувања во арапскиот јазик. Значи овие работи само можеш да ги видиш и убавината на овие работи само на арапскиот јазик. Иначе ти се очиташ, вие дојден вас пратеник од вашата средина. Велиш ова? Значи ништо нема. Ама на арапски кога читаш ти лaqad, значи не дојдено расулун мин анфусикум, се ќе беше исто правилно реченицата. Ама овде laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad, ова laqad, значи има три потврстувања. Лам на арапски е буква кој е потврстува реченицата, е прави појака. Кад е прави уште појака. И ова содржува исто значи колнење, дека Аллах таала се колни дека тој е вистински пекамбер, што ви е дојден вас. Велите имам Уфемин рахимахуллах дека двата тефсири, дали рековме дека тој е од арапите и рековме дека тој е од видот на луѓето, значи двете се коректни. Но поправилно е второто тумачење, што го спомнавме значи претходно. Азизун, значи сааб. На арапски сааб вели Шейх Уфемин рахимахуллах, што значи му е нему тешко, му паѓа тешко, значи она што вас ме мачи. Значи она што вас ве мачи вас, нему му паѓа тешко. И тој е исто се грижи за вас. Што значи? А најголемата работа, и сега ќе сватиме зошто ги има спомнато Шейхул Ислам овај ајет во ова поглавје, највише што му паѓа на пекамберот тешко
je da padnat во ширк тие. Значи, највише што на пекамберот алейхи селату васлам ќе му падне тешко е да паднат некој од неговиот умет во ширк. И затоа тоа, значи, тоа е харисун алейкум. Значи, тоа е се грижи за вас. Тој што се грижи за вас, ве упатува секогаш во најдобрите патишта и во најдобрите излези и најдобрите совети. И тоа е таухидот и следењето на неговиот суннет. Да се држат цврсто. Значи, ова, значи, азизун алейхи ма аниттум ва харисун алейкум, овие два, значи, тука овај дел од овај ајет, значи, покажува дека од една страна на пекамберот алейхи селату васлам му е тешко оние работи кои вас ве мачат, и од друга страна исто тој се грижи за вас, за вие најдобрите работи да ги правите. Најдобрите дела да ги извршувате. И тие дела, значи, се извршуваат, значи, кога човекот ги прави со искреност, само за Аллах субхана ва таала, и во склопка со суннето на пекамберот алейхи селату вассалам. Бил муъминина рауфур рахим. Значи, тој е чувствителен и милостив со верниците. И вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека од таа сочувствителност и милост према нив, тој сака да донесе на нив секое добро и да го отстрани од нив секое лошо. И најголемиот хаир е таухид, а најголемото зло е ширкот. Човек ако умре со ширк, со голем ширк збориме тука, значи за секогаш бескрајно е во џехеннем. И тогаш џабе е безвредно да ти си поседувал целиот дуњалог. Значи, поседувањето на дуњалокот има да се заборави на судниот ден. Нема да ти предоноси ништо. Нема да ти предоноси ништо тебе, туку тоа што предонесува тебе да ти на судниот ден застанеш пред Аллах субхана ва таала со таухид. Со таухид. Зашто ќе дојдат луѓе на судниот ден, што живееле, значи, на најдобар начин во дуњалокот и на најбогат начин и со сите можности убајни, ќе бидат за еден миг ставени во џехеннем, ќе забора сите убајни уживања во дуњалокот што ги имаат. Значи, затоа треба да бидеме многу, значи, внимателни во врска со оваа работа, значи, во врска со ширкот. И затоа пекамберот алейхи селату вассалам цело време, значи, настојуваше и беше упорен да ги предупредува неговите асхаби и неговиот уммет од ширкот. Од ширкот. Зошто? Тоа му го уништува на човекот, му уништува верата и му ги уништува делата. Потоа спомнуваат авторот рахимахуллах еден хадис, а тој од Абу Хурейра радијаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. Во хадис кој го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху анху дека пекамберот алейхи селату вели: не ги правите вашите куќи гробови. Не ги правите вашите куќи, вашите домови, не ги правите гробови. И не го правите мојот гроб за место на слава. Не го правите мојот гроб на место за слава. Чинете салават на мене, значи учите салават за мене, вашиот салават ми стигат мене од кај да сте. Значи, не морат да идеш ти кај мојот гроб, да дојдеш до кабурот мој и тука да ми учиш салават. Не. Од каде и да учиш салават, кога го спомнуваш пекамберот алейхи селату вассалам, тоа значи му стига на пекамберот, како што рекол тука, пекамберот алейхи селату вассалам. Тука Шейх Утемин рахимахуллах велит во врска со овој хадис, значи ла таджалу, не ги правите, ова е забрана.
Значи забрана да не се прави ова сега што следи, а тоа е да ги правите вашите домови, вашите куќи за гробови. За гробови. И куќи тука значи се секоја вид на куќа, дали таја од камење, дали таја од песка е, дали е таја од како вид на шатор, што живи по шаторско човек, тоа е негов дом. Тоа е негова куќа, се рачуне. И забрането значи да биде тоа, да се правите за гробови. Првото објаснување од алимите, значи ла таджалу бујутекум кубура, не ги правите вашите куќи гробови. Што значи тоа? Првото објаснување вели Шейх Утемин рахимахуллах дека алимите велат, тоа значи не се закопувајте во вашите домови. Значи не сега човек умират и го закопуваат неговата фамилија него дома, во неговата куќа или во дворот, не. Значи ова е прво објаснување на овај хадис, на овај дел од хадисот. Значи да не се закопуваат луѓето, односно муслиманите, во нивните домови. Ова е забрана. Значи не ги правите вашите куќи за гробови или односно како гробови. Ова е првото објаснување. Сега некој мој да речи, како што вели Шейх Утемин рахимахуллах, па пекамберот алейхи селату васелам е закопан во неговата куќа, во собата на Аиша радијаллаху анха. Велиме точно, тоа е така, но оваа работа е од специфична само за пекамберот алейхи селам, односно за пекамберите. Зошто? Зошто Абу Бакр радијаллаху анху го има пекамберот алейхи селату васелам слушнато дека има речено ма мин набијин јемут илла дуфина хајту кубида. Немат пекамбер што умират, освен се закопуваат тука каде имат умрено. И пекамберот алейхи селату васелам умре во собата на Аиша радијаллаху анха и тука се закопа. Значи, затоа е тука закопан. И ова беше специфична работа само за него. И затоа е многу важно да знаеш, да разликуваш оние работи кои беа специфични за пекамберот и кои се општи за неговиот уммет. Зашто ти можеш да ќе го земиш хадисов, велиш пекамберот се закопал дома свој, па и ја ќе се закопа. И што имат грешка тука? Еве хадисот е тука, веродостоен. Да, велиме точен, но тој како се тумачи, како ги имат објаснато сахаба, како ги имат објаснато алимите на селеф до ден денеска, дека тоа е работа специфична само за пекамберот алейхи селату васелам. А не значи за неговиот уммет. Второто тумачење, објаснување, и тогаш сачаме зошто авторот рахимахуллах го има спомнат овај хадис во ова поглавие, а тоа е не ги правите вашите куќи за гробови или како гробови. Тоа значи зошто? Зошто кај гробовите не се клањат намаз. Така вие клањајте дома намаз. И вели Шейх Утемин рахимахуллах, нарочито значи треба човекот, и тоа е подобро за него, да го клањат на филето дома. Значи, ако знаете дека тој после намазот се враќа дома, ќе биде, значи, не на работа, не излезе на пат или слично, тогаш за него подобро е на филето. Значи, сите на филине овде, од сите намази, подобро е да ги клањат дома. Зошто? Пекамберот алейхи селату васелам вели афдалу салатил мар'i фи бејтихи илла ал-мектуба. Најдобар намаз за човекот е во својот дом, освен задолжениот намаз. Значи, фарзот. Значи, фарзот е подобар в џамија да клањаш. А другите намази на филината, овај хадис е во Бухари и во Муслим. Значи, пренесе овај хадис во Сахих ел-Бухари и Сахих Муслим. Што вели пекамберот алейхи селату васелам, значи најдобар намаз на човекот кој го извршува тој е во својот дом, освен оние задолжни намази. Значи фарзоите. Фарзоите се подобро да ги клања човекот во џамија и повредни и поголема е наградата.
Значи, второто тумачење е, не ги правите вашите куќи за гробови или како гробови, што значи, кај гробовите не се кланят намаз. Така вие не го правите тоа исто, значи не ги правите, вие кланяте намаз. Кој намаз го кланяте? Го кланяте, значи, на филето. На филината, значи, ги кланяте до дома. И во врска исто со закопување во домот, односно во бавчето, таа работа, значи, исто, прави, значи, вознемирување и непријатност на наследците од тој човек. Дошли тука местото после, немој да се употребит, значи, може би некој пат ќе се прават галами тука, деца ќе играат, значи, и слични работи. Затоа, значи, треба човекот да се закопа таму каде што се закупуваат и муслиманите. Каде се закупуваат, значи, и муслиманите, зошто велите со Шейх Утајмин рахмахулла, ова работа исто мој да дојд до ширк. Зошто? Ќе помина неколку генерации и тие наследници од таа куќа, ќе речат, значи, нашите предци го имаат овај човек овде оставено во нашиот двор, зошто бил можеби некој евлија, некој посебен човек со посебна вредност и така ќе почнат да го обожаваат. За да не дојде таа работа, ќе се онесе, значи, кај гробиштата, каде што се закупуваат сите муслимани и то исто ќе се закопат тука, а не да биде, значи, одвоен од гробовите на муслиманите. Вала тадж'алу qabri 'idan. И не го претворајте мојот кабур, мојот гроб, вели пекамберот, за ид, за слава. Зборот слава, значи ид на арапски, ид значи слава. Значи слава. Како сега што иде принесе Идул Адха. Ид ал-Адха, значи Курбан Байрам. Ид ал-Фитр, Рамазански Байрам, значи слава на Байрам, слава на Рамазан, слава на Курбан. Ид, како што велите Ибн ал-Каим рахмахулла, значи нешто што се повторуваат. Од време на време се повторуваат. И така исто Байрамот се повторува секоја година, Рамазански Байрам, Курбански Байрам се повторува, така? Или слава на едно одредено место, да се земи за слава. Како? Имаат луѓе, значи, што одат секој сабав, кога го кланjaат сабаот во Медина, одат кај гробот од пекамберот алейхиселам. И му даваат селам. Ова го прават секој ден, или секоја недела, секој петок, или други ден. Исто ова ги има тој земено гробо на пекамберот за слава. И ова работа е забранета. Значи ти се ако на хач во Медина, одиш да посетуваш, и ако одиш секој ден кај кабурот, ти не си онесол пораката од пекамберот алейхиселату сам на место. Зошто гробот на пекамберот алейхиселату сам се посетува еднош, кога ќе одиш се враќаш од патување, се бил далеку што знак каде, еднош му даваш селам. И готово. После си ош од Медина, излагаш од Медина, не знаеш што други работи, ти не одиш појчи тука, не одиш. Зашто вели пекамберот алейхиселату сам, вала тадж'алу qabri 'idan. Не го правите мојот гроб, значи што од време на време вие пак идете тука. Зошто? Ова работа иде до овеличување, иде ова работа до претерување и изменување на границите. И ова, кога велит пекамберот алейхиселату сам за својот кабур, тогаш што збориме за кабурите од другите. Ти што ми кажеш, мене имате кабур таму, во Прилеп, во не зна каде, изгубени. Не. Овде за кабурот од пекамберот алейхиселату сам се збори. И тој вели за кабурот свој не го правите ид. Значи што идете увек од време на време да го посетите, не го правите. Забрана е ова. Ла тадж'алу qabri 'idan. Забрана. Тогаш кој кабур сакаш да го посетиш? Тој што е во Египет, тој што е во Мароко, тој што е во Сирија и не зна каде? Некои лажни кабури, што нема ти никој внатра можеби? Празни?
И затоа муслиманите се додека се на овај степен немаат подобрување во овај уммет. Затоа рече Шех Фузан хафидахуллах. Значи ова е болест кој ги имат опфатено, односно овај уммет, а тоа е што паднале во изминување на границите во врска со гробовите. За Хусеина ради Аллаху анху, тие во Ирак велит кај нас е закопан. Тие во Египет велат не кај нас е закопан. Тие во Сирија кај нас е закопан. Во последно време сега Мароко велат кај нас е закопан. Сега во која држава е закопан тој? И сите велат, не, онја имаат одредено на кој кабур, велат, овие е кабурот од Хусеина. Ова е значи реалност. Тебе ти изгледа може чудна работа, но ова е реалност што луѓе одат патуваат до таму. Патуваат со сати, жртвуваат пари и здравје и све. До тој лажен кабур да стигнат, што не постои во вистина. Значи, ова е болест што треба, значи, да се излечи. И тоа долготрајно. И ти ако покушаш тој лажен кабур ним да им го рушиш, тие тебе ќе те рушат после. Да, ќе те убијат. Ако ти покушаш тој кабур, што велат овде е Хусеин закопан во Мароко, не знае и каде. Ако покушаш ти тој кабур да го срушиш, имаш и после проблеми, то сериозни проблеми со нив. А во вистина нема ништо внатра. Може би има некоја мачка. Да. Значи разбирате колку ова огромна работа е? И затоа ние велиме, па зошто исламов муслиманиве ваќе се сега? Зошто муслиманиве? Не, зошто проблемот е во нас? Проблемот е во нас. Зашто ние немаме ова вера сватено. Ние сме далеко од патот на пегамберот алейхи салату ва салам. И од патот на Абу Бекир, на Омер, на Усман и на Алија ради Аллаху анхум. Потоа, исто сличен хадис, го спомнува тука авторот рахимахуллах, тој е пренесен од Али ибн Хусейн ради Аллаху анхума, أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. Овој хадис е исто сличен како претходниот, но има значи мала историја, а тој е значи Али ибн Хусейн. Значи Али овде е синот од Хусеина ради Аллаху анху, што значи дека внукот Алија ради Аллаху анху. Значи Хусейн му ги има ставено на овега името татко и свој, на детето свое, значи на синот. Синот од Хусеина забележа во Медина еден човек кој идеше кај кабурот од пегамберот алейхи салату ва салам и влагаше тука, зашто во тоа време беше, значи, се гледаше и влагаше тука во тој кабур. И го забележа дека тоа го прави, значи тој, така речено, секојдневие. И тука се молеше, фаједу, значи правеше дуа, молитви. Тогаш, кога го забележа Али ибн Хусейн, му го забрани тоа нешто. Фанехаху, значи, му го забрани тоа нешто. И му рече, и видите сега како е воспитувањето на селев. Значи, воспитувањето на вистински оние кои го следат пегамберот алейхи салату ва салам. Кога му ја забрани оваа работа, му рече, а не сакаш ли ти, јас да те известам тебе еден хадис, кој го имам слушнато од татко ми мој, од дедо ми мој, значи од татко ми, од дедо ми, значи од Алија, а Алија ради Аллаху анху од пегамберот алейхи салату ва салам. Значи она му го кажат и Синџиров. Значи ова е хадис што јас тебе сега ќе ти го пренесам, тој јас го имам слушнато од татко ми, а татко ми мој од дедо ми мој. Кој му беше дедо? Алија ради Аллаху анху. И кој му беше предедо од страна на мајка му? Пегамберот алейхи салату ва салам. Значи, гледате, види, значи, не може тој, јас ти го забранувам тебе ова нешто, и не го прави и замолчи. Не. Луѓето што имаат аргументи,
се спремани во секој момент. Не првош ти ја забранувам или ти кажува некој правило, па после да бара аргументи дали чините или не чините. Не, ти пред да кажеш нешто, пред да постапиш, ти си више спреман со аргументи. И токму тоа беше воспитувањето на селеф. Му рече, дали сакаш јас да ти кажам тебе еден хадис, кој ги има слушнато од татко ми мој, а тој од дедо ми мој, а дедо ми мој од пекамберот алейхи селату васелам, а пекамберот алейхи селату васелам велит, немој да го земате кабурот мој за слава. Пак повторам, гледаш? Немој да го земате ла теттехиду, не мој. Значи ви забранувам да го земите мојот кабур за слава. Што? Од време на време да го посетувате нон-стоп. Некој од во Медина се и секој ден во текот на хаџот, секој сабајле си од кај кабурот. И мислите дека тој прави големо дело. Ова го забранил пекамберот алейхи селату васелам. И не ги правите вашите куќи за гробови. Значи истото пак, не ги правите и вели уасаллу алеја и учите на мене салават. Зошто вашиот салават ми стигат и каде и да сте. Значи каде и да сте, вашиот салават стигат. И така треба да видиме и ние, да се држиме на аргументите. Да се држиме на аргументите и да не претеруваме, И велит Шех Салих ал-Шейх дека реалноста е дека неколку од овај уммет, неколку луѓе од овај уммет го имаат, односно го имаат прекршено овај хадис. Го имаат прекршено овој хадис. Не се држеле на овај хадис кој пекамберот алейхи селату васелам им препорачал. За исто и тие да го штитат теухидот. И затоа, поради нештитење на теухидот, тие ги зеле гробовите за џамии. Ги направиле гробиштата како џамии. И учиме во минатото како се земаат гробиштата за џамии. Прво е да се изгради вистински објект на тие гробови, да се крени џамија објект, тоа е една врст, еден начин, и вториот начин е да тоа место да се намени за ибадет. И тоа е земање за џамија, иако немат објект. Го прави тој мусалла. Мусалла го зема за мусалла, за место на клањање, иако немат објект изградено. Исто тоа е, зема тој кабурите за џамии. Исто прекршуваат, вели Шех Салих ал-Шейх, што ги земаат кабурите за слава. Ид го прават. Одат кај кабури, имаат луѓе секој неделно, или еднош месечно, или еднош годишно, и така натаму. Исто, изградиле ги, граделе над гробовите. Како што гледаме денес кај нас, мермери ставање, кревање мермери високи, а правилно не сме да биде кренат кабурот повеќе од една педа. И тоа не педата од ширена ваќе, туку нормално се држи педата. А тие мермери ставање, исто што имаат прекршено овој хадис, се тие кои ставаат светилки кај гробовите, светлост, за да бидат означени, да се гледат од далеку во ноќта. Се тоа, патеки и врати што повикуваат во ширк. Исто, колење курбани кај тие кабури. Колку и колку луѓе имат што одат кај тие кабури, прават курбан. Прават курбан тој. Зошто му рекол некој си така наречен џавол оџа, оди кај тој кабур, прави курбан, ки имаш деца, ки имаш ова, ки имаш она. Све тоа е спротивно на овие совети од пекамберот алейхи селату васелам, кој врвно се грижал за неговиот уммет да не паднат во овие гребови кој му е уништува на човекот верата. Баракаллаху фикум. И на крај, авторот рахимахуллах ги спомнува тие меселињата. Првото меселе во врска со ајетот, што го спомнавме, дека вие дојден вас пекамбер од вашата средина, што значи ајетот, објаснувањето.
Второто меселе дека пекамберот алейхи салату васелам врвно бил загрижен да неговиот умет го чува, значи од ширкот и да ги значи ги држа далеку. Исто втората работа, третата односно тука, дека бил значи загрижен да ги упатуват во најдобрите работи. И тоа исто значи од неговата милост и сочувство со нив. Четвртата работа, значи дојдено во аргументите тука, забрана од страна на пекамберот алейхи салату васелам да луѓето неговиот кабур, значи да го прават за слава. Значи забрането е. Исто, значи дојдено е, односно се подразбират од аргументите, забрана да не иде таа посета честа да не биде. Да не биде честа. И кога е забрана да не биде честа во врска со честа, значи со неговиот кабур, тога со другите кабури да не збориме. За другите кабури, значи, да не збориме. Шестото меселе, а тоа е, содржува тука овие хадиси, дека потек, односно мотивација, да човекот на филињата од намазите да ги кланат во својата куќа, во својот дом. И седмата работа, значи, беше кај селеф, односно кај сахаба почетно, кај првите селеф, беше значи познато кај нив дека не се кланјат каде што имат гробишта. Значи селеф знае, значи не се кланјат каде што имат гробишта. И сега ти кога го знаеш ова, значи кај селеф беше познато, значи немаше дилема, немаше двоумење. Каде имат гробишта не клања намаз. И сега ти идеш до џамија и таа џамија има во влезот гробишта, лево, десно, напред, назад, ти еве аргументов. Кај нив беше познато кај сахаба да не се кланјаат каде имат гробишта, точка. Значи не си прави на себе се сега надеш. Не си прави на себе се надеш. Се можеш да влезеш на оние кои учиме хадисите претходни во минатиот дерс, дека пекамберот алейхи салату васелам вели Аллах ги преколнал оние кои ги исправат гробовите на нивните пекамбери за џамии. И пак како се прави за џамии? Значи кога се гради тука или се зема место на заклањање. И кога се преколнат оние кои ги зеле гробовите на пекамберите, а како да земиш гробовите од обични луѓе, други. Значи уште по жестоко. Уште по жестоко. И дека исто, последната работа дека салаватите му стигаат на пекамберот алейхи салату васелам. Вели Шейх Утсемин рахимахуллах, некој може да прашаат како му стигаат, таа работа е од гајбот. Од гајбот, значи од скришноста. Ние главно е како Аллахови робови, а пекамберот алейхи салату васелам не зборите неговите страсти и емоции, дека дојде на аргумент дека му стигаат му салаватите, како не ни е дојдено, ние значи потполно веруваме во тоа. Ада ва саллаллаху ала набина Мухаммад wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.